Здраво да сите пак, еве сме веќе 14 туторијал и кој што реков, во овој ќе пробаме уште еднаш да го разгледаме примерот што го пишувавме во претходниот туторијал. Значи, се надевам дека поголемиот дел од вас разбра што зборувавме во претходниот туторијал. Значи, тоа беше ретроспектива на се што имавме во овие претходни 12 туторијали. Гледавме да искористиме се од тоа за кое зборувавме и спомнавме нешто ново што се вика switch statement, која всушност е замена за if, така што можеше да користиме и if тука, но редно беше да научиме и нешто ново. Па да видиме за што зборувавме. Значи, во претходниот туторијал направивме една програма во која што имавме опции да креираме листа од некои текстови, му дававме опција на корисникот да креира колку сака да има порење, таа низа колку да биде голема, значи колку записи да може да внесе, и потоа имаше опција да корисникот да избира во кое поле кој запис ќе го внесе, можеше да ги менува записите и да ги печати сите записи и да излезе од програмата. Значи, кој што рековме, значи, имаме еден стринг во кој што чуваме што корисникот избрал. Значи, сето тоа се случува во овој do while. Значи, овдека му ги листаме на корисникот сите можни опции кои може да ги избере. Значи, му ги листаме една по друга и потоа му пишуваме дека може да избере една од опциите К, Н, И, П, Q и чекаме корисникот да избере една опција. Потоа сето тоа го вртиме додека корисникот не внесе Q, значи додека чека да се внесе нешто и се додека не внесе Q ќе се случува се што е ова внатре. Целиот овој код. Кога ќе се случи тој услов, значи кога тој услов ќе биде изведен, ќе внесеме мало или големо Q, програмата ќе заврши. И да видиме уште еднаш, кој што рековме, му ги листаме на корисникот можните опции кои може да ги внесе и читаме од тастатурата внес за една од опциите. Внесот за опцијата го чуваме во оваа прва променлива. Потоа одиме доколку корисникот внел буквата К, значи тоа не е една од опциите кои што рековме, К за креирање на листа со податоци, што во сушност ќе ни креира алоцира меморија за елементи во оваа листа од стрингови. Н имаме опција за додавање на елементи во таа листа. Потоа имавме И, да менуваме постоечки елементи во истата. Имавме П, која што ќе ги печати сите моментални елементи и кој што рековме уште еднаш Q за излез. Значи, идеме по ред. Значи, свичот рековме дека е замена за if и синтаксата изгледа вака. Пишуваме switch и во заграда пишуваме што ќе проверуваме. Тоа ни е исто како со if да имаме if, загради и ова ни е условот. Условот е избор е еднакво на и една од овие опции. Доколку условот е К, значи имаме за правото ќе дојде. Условот е еднакво на К, големо К, или, рековме by pipe не или, избор е еднакво на мало К. Мало К. Значи сета овие два реда ни е замена за О. Значи, кажуваме на програмата дека ќе го вртиме овој избор и можните опции ни се излистани овде. Таа или таа, таа или таа, таа или таа, таа или таа и дефолтно што ни е уствари замена за, да речеме, една јасна карта, доколку ниеден од овие услови не исполнет. Односно, доколку за избор внесем нешто што е различно од К, Н, И, П или Q. Потоа рековме доколку корисникот внел К, му печатиме дека сега настапува креирање на нова листа со податоци и му печатиме на корисникот да внесе должина на листите со податоци.
потоа со console.readline одека читаме внесот тастатура, да корисникот да внесе колку меморија сакаме да алоцираме во оваа листа, односно колку полиња. Сега сме тука и истото пробуваме да го парсираме во оваа променлива должина на листа, што го има овде, што иницијално е 0. Значи во таа променлива чуваме колку полиња ќе има оваа низа. Доколку парсирањето не е успешно, има проверка за тоа, значи доколку сме внеле овдека во овој внес, сме внеле значи број за оваа променлива и парсирањето поминало успешно, и доколку тој број е поголем од 0, значи доколку не сме внели 0 полиња или негативен број, алоцираме меморија за арејот, за низата. Значи, доколку парсирањето поминало успешно уште еднаш и доколку тој број што сме го спасирали во оваа променлива, значи број што сме го внели од тастатурата е 1 или нагоре, значи поголем од 0, не поголем од 0, него поголем од 0, значи 1, 2, 3 и така натаму, алоцираме меморија за низата со количина од оваа бројка. Значи, алоцираме, да речеме, ако сме внели овдека 5, алоцираме 5 полиња во оваа низа, меморија за 5 стрингови. Доколку тоа не е услов, имаме else, значи доколку падне парсирањето, значи доколку внесеме букви, текст, нешто што не е број, или доколку бројката што ја внесеме е 0 или негативен број, значи нешто 0 или помало од 0, му печатиме на корисникот дека внесавте невалидна должина на листите со податоци. И ќе се врати кодот повторно тука, бидејќи не сме внеле кул. Потоа натаму имаме за N. Проверуваме дали должината на листата е поголема од 0. Значи, иницијално оваа вредност има 0, значи не е поголема од 0, туку е 0. Значи, доколку не сме влегле овде и сме внеле поголема бројка од 0, ова овде ќе ни биде цело време false услов и ќе ни влегува во else и ќе ни печати. Значи, доколку стартаме програмата, не алоцираме меморија за низата, должината на листа ќе ни следи со иницијалната вредност, што е уствари 0 овдека, значи 0, не е поголемо од 0, туку е 0. И ќе ни се изврши, како што реков, не постои листа за податци, вие молиме креирате една. Значи мора првим да креираме низата, да алоцираме меморија во неа, барем со еден елемент, за да може да ја користиме овие опции, затоа има оваа проверка овдека. Значи доколку ова сме го веќе завршиле еднаш, кај имаме алоцирано меморија за низата, значи имаме повеќе од едно поле, иницијално има едно. Креираме една привремена променлива елемент и местиме вредност на -1. Значи во оваа променлива ќе чуваме повторен внес од корисникот, каде што ќе внесе во кое поле од претходно креираните низи сакаме да внесеме текст. Значи му печатиме на корисникот инструкции на кое поле сакате да внесете податок и му пишуваме од 0 целтичка до овој параметр, со овакви големи загради и 0, 1, 2, 3 листаме овдека параметри. Значи ова е нулти параметр после заградата. Значи должина на низа -1, докато има запирка после тоа друг, може овдека да го користиме со голема заграда и да пишеме кец. Пред тоа исто како кај низите листаме елементи. После пак читаме тастатура, корисникот да внесе во кое поле сакаме да внесуваме податоци. И истото го правиме кој претходно пробуваме да го парсираме тоа, докато парсирањето прошло успешно и докато тој број што сме го внеле, мора тука да пазиме, е помал или еднаков од должината на низата. Значи не сакаме да внесеме некоја бројка, да пробаме да внесеме податок, да речеме што ме креирале овдека 5 полиња, а овдека да пробаме да внесеме во шестото поле некој податок. Значи шесто поле имаме 5. Должина на листа -1 е бидејќи, кој што рековме,
броењето на низата оди од 0 па нагоре, значи со 5 елементи би дошло 4, значи има 0, прв, втор, трет, да пишем тоа некаде, да речеме имаме низа со елементи 1, 2, 3, 4, 5, значи ова ни е нулто поле, прво поле, второ поле, трето поле и четврто поле, а должината на низата ни е 5. Ова ни е должина 5, ова ни се индекси, а ова ни се вредности. Значи сме внеле 5 полиња и овдека сакаме да провериме дека внесениот број е, внесуваме, да речеме, сакаме да промениме вредноста на четвртото поле. Значи правиме проверка дали што сме внеле бројката, значи на четвртото поле, е помала или еднаква од должината на низата 5 минус 1, 4. Значи сме таман. Доку внесеме 5-ка, или 6-ка, да речеме, поголема бројка да вземе, 6 минус 1, 5. Значи има ние 5 елементи, а пробуваме на 6-тиот да внесеме. И тоа нема да ни помине, тук ни се испечати текст. Внесете поле поголемо од должината на листата, што е ова овде тука. Значи, да продолжиме уште малку што се случува тука. Значи, пробуваме да го парсираме тој број што сме го дали на корисникот. Ако е секој што треба, продолжуваме понатаму. Повторно му печатаме на корисникот листа со елемент и ќе имаме нешто вакво испечатано. Значи, листа, отворени загради и да речеме сме внеле на вториот елемент. Листа 2 и имаме еднакво и ќе почнеме да трепа курсорот дека ќе очекуваме да се внесе нешто во тоа поле. Што изгледа кога немам поле. Да пуштаме програмата да видиме практично што тоа значи. Ќе ми скасаме terminate, рековме create k 5 и рековме 1 што можни опции печати. Добро, имаме 5. Сега треба да ги внесеме едно по едно. На нултото поле рековме ќе внесеме 1, 0, на првото поле ќе внесеме 2, на второто поле, таму да си, на второто поле ќе внесеме 3, кој што требали сме, 1, 2, 3, да, на третото поле ќе внесеме 4, на третото поле ќе внесеме 4, пробувам да не се збунам, 1, 3, 4, 5, и на четвртото поле ќе внесеме бројка 5. Добро, таму сме, за да го следиме пример. Еве, и рековме сакаме да веќе ги внесов податоците. Добро, ајмо уште еднаш. Сакаме, значи, на второто поле, еве, листа 2 е еднакво. На второто поле сакаме да внесеме бројка 3, значи тоа што зборува еднакво, значи на второто поле, индекс, второ поле, значи на третиот елемент внесуваме бројка 3. Се надевам дека ме пратите што зборува. Добре, уште еднаш да испечатиме, пошто гледате 1, 3, 4, 5 ги имаме сите. Ова рековме што се случува и за ова зборувавме дека доколку немаме креирано и алоцирана меморија за низата, дека ќе ни се испечата опција да видиме и тоа што зборувавме. Значи, рековме дека должна, не извине, тука сме се. Значи, доколку пробаме да внесеме N, значи во опцијата N сме и пробаме да внесеме некој поле без да имаме креирано, без да сме биле во оваа опција и ќе ни се испечати тоа што рековме, ќе ни се испечати во текстот. Не постои листа за податоци, вие можеме креирате една. Значи, тука сме се. Измени е исто како тоа што е погоре, значи само таа разлика што имаме нешто вакво во овој ред. Значи, кога ќе пробаме да измениме некој елемент, ни се печати еден податок плюс. Ајде да имам практично. Значи, измени, сакам да го измениме вториот елемент, тоа што беше тројката.
Немам креирано. Креирај, внесете 5. Но на второто сакам да внесам поле, на второто ќе внесам 3. И сега измени, сакам да го изменам второто поле и ево. Значи во второто поле имам вредност 3. И кој сакам да ми е новата вредност? Вместо 3 ќе внесеме Никола. И сега ќе го испечатаме, ќе имаме само Никола на второто поле. Бидејќи одново ние стартавме програмата и не се памти тоа што има внесено претходно. Затоа ќе зборуваме во некој нареден туторијал. Потоа имаме печати, со форич ја вртиме целата низа и го печатиме секое поле од низата. Куза quit и мислам дека тоа е тоа. Доколку некој има некој прашање, нешто да не му е јасно, слободно нека пише во коментар и ќе пробаме да објасниме тоа што е. Доколку нешто е недообјаснето, ќе снимиме ново видео или нешто слично. До тогаш бидете ми поздравени.